Вчера рековте дека акцијскиот план е готов, но Бугарија повторно спори некои делови. Дали може поконкретно што спори во Бугарија во акцијскиот план за малцинствата? И веднаш под прашање најавте последно оваа година засилена контакти со Бугарија за надминување на спорот. Сега таму имаме политичка криза. Дали тоа ќе го одложи тоа засилено контактирање со Бугарија или сепак и со техничка влада таму ќе се направат напори за да се придвижат работи? Ќе се обидам да ја дадеме поширок одговор, бидејќи до сега не сме ја коментирале оваа тема, бевме воздржани, бидејќи сето она за кое што ги предупредивме нашите партнери во Брисел се случи. А ние ги предупредивме дека најдобриот акцијски план да го направиме за малцинствата, тој ќе биде одбиен од страна на бугарските власти. И тоа се случи. Тие вака не рекоа. Ова се случуваше пред неколку месеци. Нема да споменувам имиња, се разбира, учесниците ќе се препознаат. Вие акцијскиот план направете го со најдобрите експерти од Советот на Европа, постапете како што тие ќе сугерираат и потоа е наша работа како ние ќе го решиме тоа со Бугарија. Само ве молиме, поминете го и усвоите го и на влада и во парламент и така натаму. Направете јавна дебата и слично. Ние така направивме. Се обративме, врвен експерт, италијанка, учествуваше во изготвувањето на овој акцијски план, призната. Како тие го кажат, така го направивме. Акцијскиот план и содржината на истиот. Потоа добивме телефонски повик од Брисел, вели, дајте го на Бугарија ден однапред, еве да покажете добра волја. Така направивме. Го дадовме ден однапред. Сега им сметало што е на македонски јазик. На македонски јазик во меѓународна употреба согласно устав е официјален јазик македонскиот јазик. Јас не можам како претседател на влада, ниту пак министерот, да го крши уставот. Ако не мисла дека ние ќе го испратиме на друг јазик, ние немаме друг јазик согласно уставот, а тоа е македонски јазик, а тие уштенашка покажуваат дека нема врска малцинството или бугари во устав. Има многу подлабоки корења нивните барања и многу подлабоки се проблемите и уштенашка покажуваат дека нивната намера е сосема поинаква. Жалам уштенашка што испуштија шансата да покажат дека се добри соседи. Ниту една земја членка нема против, нити едно малцинство во Македонија, бидејќи имаше јавна дебата, јавна расправа, нема против. Е проблем било што било на македонски јазик. Тоа е, простете, но јас, мојот мајчин јазик е македонски, официјален јазик за меѓународна употреба е македонскиот, нема друг. Ако некому тоа му пречи, јас тука не можам да помогнам и жалам што е тоа така. Така што ние не најавивме дека ќе имаме засилени средби, туку најавивме дека стоиме на располагање било кога, било каде, во било која организација да одиме и да разговараме и да ги представиме нашите аргументи. Тезата е прва дека ова не било билатерален проблем, туку било проблем наш и бидејќи бил сега заклучок на Европскиот совет и на ЕУ. Во ред имаше иницијатива и од претседателката фон дер Лајен и од претседателот Кошта на таква средба да се организира во Брисел. За жал, од другата страна ја одбија таа средба. Потоа имаше иницијатива од Париз, тие да бидат домакини на оваква средба, повторно ништо. Имаше иницијатива од Берлин, тие да бидат домакини на оваква средба, ништо. Пораката од Софија беше, ама ние треба заедно да разговараме. Чекайте се. Дајте да се одлучиме. Билатерален ли е проблемот или ние имаме проблем со Брисел? Ако е билатерален, тоаш вие потврдувате тезата дека го билатерализирате процесот на пристапување, дека нема врска копенхагенски критериуми. Ако е така, да знаеме. Во ред, нели е тоа прекршување на меѓународното право? Нели е тоа прекршување на повелбата на Европската унија? Нели е тоа прекршување на Лисабонската декларација? Ако е тоа така, тогаш да знаеме. Зошто за тоа ние повеќе не се фокусираме, туку сега ние одговараме на прашања за Мадуро? Ајде за ова да збориме. Ево јас сакам за ова да зборам. Зошто се крши меѓународното право секогаш на грбот на оваа мала земја во срцето на Балканот и на овој миролюбив добар народ како што е македонски? Еве јас сакам за тоа да зборам. Ајде за тоа да анализирам. Може ли тогаш само да појасниме спорното за Бугарија за акцијскиот план? Тоа е основно, ти има и други, таму тотално небитно. Интересира дали содржински има, нема, освен јазикот. Другите се небитни. Еве све ќе прифатиме друго. Нормално не внес во устав. Све, мада тоа не е во акцијскиот план, сите други забелешки ќе ги прифатиме, но ја не можам да се откажам од мојот мајчин македонски јазик. Ако тоа им пречи,
простете, но не можеме тоа да се И за второто прашање исто појасно, значи во моментов немаме никакви посериозни контакти ниту со Бугарија преку Брисел, ниту преку било која друга Никакви, ситуација за надминување. никакви, а ние стоиме на располагање.